Јас, почитуван колега, се согласувам дека сум во вашиот дом, но токму домакините се оние кои што треба да бидат пристојни, а домакините не зборуваат за отсутни гости, особено не да кажувате дека одат некаде да прават тендери во 4 очи. Министерот денеска е во Брисел. И тоа е таа активност. Јас бев од среда до петокот, и тоа го знае вашиот координатор на пратеничката група, бидејќи беа присутни пратеници, за да дискутираме за резолуцијата за Република Македонија, да лобираме. Он е денеска од понеделник до среда. Тоа е таа активност која што за некој во собранието или на политичка сцена е незамислива. Само погледнете колку посети сте имале во Брисел, колку пати бил премиерот, министерот за надворешни последните години во време на вашето владење, за да ја видите разликата. Затоа оценката таму дека Македонија најактивна е реална. И пак велам, прашајте го координаторот на пратеничката група. Мито имам 3 минути да се вратам на тоа што вие го зборувате. Велите, ние им гарантираме на нашите јужни соседи. Не е точно дека ние им гарантираме. Меѓусебно заедно гарантираме за нешто што е многу битно и што го пишува во амандманов. Ние гарантираме границата со Грција да стане трајна и неповредлива меѓународна граница. Тоа е исклучително битно затоа што кога ќе видите зошто Македонија ја добиваме големата поддршка денеска во регионот и сите кажуваат под А дека Македонија е позитивната приказна денеска во овој регион и второ дека единствена земја која што околу која што се имаат обединети сите, повторувам, сите земји членки на Европската унија е затоа што Македонија, внимавајте, единствена во регионот има решено многу важно прашање, а тоа е нејзината граница. Внимавајте, единствена земја која што е границата има решено со билатерални договори со своите земји, соседи, и единствена земја која што има направено демаркацијата. Тоа треба заедно и како власт и опозиција да го објасниме на нашиот граѓанин, за да знае зошто се овие активности. Значи, само како таква влада можеме да одиме напред. Со така реализирани договори. Ниту една држава во регионот го нема решено тоа прашање. И ако погледнеме внимателно што се случува во регионот, сега мислам на север, и ако погледнеме внимателно кои теми се отвараат, тогаш не можеме ниту како пратеници, ниту како представници на владата да кажеме дека ова не се битни прашања. Ние ги затвараме овие прашања. И тоа е исклучително битно во овој момент и пак велам, тоа е поентата поради која што Македонија денеска е на првото место во регионот. Ние денеска со овој амандман, со овие устави ги решаваме дефинитивно еднаш за секојаш границите во Република Македонија. Не е ли тоа доказ дека нема да има менување? Овој амандман го докажува тоа. Нема менување на границите на Република Македонија повеќе.